Добре дојдовте во серијалот Петте обвивки на душата. Денес ја отвараме третата суптилна обвивка – Маномја коша, просторот на умот, емоциите и мисловните содржини. А овдека нема да го перцепираме умот како интелект, туку умот како внатрешен глас, често бучен, непостојан, емоционално обоен, кој од утро до марак раскажува приказни. Во Тајтирија Упанишада, Маномја коша е трета обвивка по телесната Анна Маја и енергетската Прана Маја. Манас на санскрит значи умот што прима и синтетизира впечатоци од сетилата, но и кој реагира на нив преку кама, преку желбата, импулсот, преку емоцијата. Филозофски гледано, Маномја коша е како огледало. Она кое го прима однадвор го отсликува внатре, често без филтер. Кога не е свесно регулирано, станува извор на ментален шум, стравови, проекции, емоционални драми и сето ова ја блокира нашата свесност. Во ветската психоантропологија се прави дистинкција помеѓу манас, механичкиот ум, оној кој анализира, ги прима податоците од сетилата, кама, желбата, емоцијата или афективниот импулс и заедно кама манас, ум емоција, првичното јас со кое се идентификуваме. Кога оваа обвивка е здрава, таа е алатка за ориентација, искуство, диалог и значење. Кога е нарушена, станува автопилот. Или животот е на автопилот. Реагира на стари рани, на туги гласови, на несвесни шаблони. Како препознаваме блокади во Маномја коша? Па, например, имате вртоглави мисли. Умот не замолчува, скока од тема на тема. Постојано сте во главата. Па, например, ментална магла. Не сте способни да се концентрирате, често ви се губи мислата, знаете да речете што сакав да кажам сега. Па, например, емоционална драма. Мислите ја поthрануваат болката и знаете да се изразувате од типот на зошто баш мене ова ми се случува, никогаш нема да... 3 точки, уште ова ми фалеше и слично. Па, например, катастрофизација или очекување на најлошото. Тоа е како кога ќе ви се случи мала незгода, а вие веднаш се прашувате зошто животот е ваков баш со вас. Па, например, самосаботажа. Глас кој вели не вредиш, не е време, ќе бидеш осуден, скри се, покри се. Ова се неурализирани мисловни образци кои течат во петелот и го формираат јас што веруваме дека сме, но се среќа не сме. Доколку се пронајдовте во некој од моите, например, ова е јасен показател дека треба да работите со Маномја кошата. Например, во МДР студиите, интеграцијата на травматски искуства преку стимулација на билатералната активност на мозокот ја префрла меморијата од емоционалниот или лимбичкиот систем кон когнитивниот. Во ИФС кои ги работиме во Развојна академија или Internal Family Systems, нашиот внатрешен глас е составен од делови. А некои од нив се ранети, некои од нив се заштитници. Наместо да ги потиснуваме, учиме да ги валидираме, да ги слушнеме, да ги видиме, да ги интегрираме и да ги пратиме каде што има местото. Mindfulness-based когнитивната терапија овозможува метасвесност, што е многу важно во денешно време, да ги забележиме мислите како мисли, без да им дадеме целосна моќ. Например, на моите клиенти сакам да им кажам да ги наблюдуваат своите мисли
сакам често да им кажам да ги наблюдуваат своите мисли, како кога наблюдуваат небо со облаци. Она која е суштината и на која сите ни е потребна е синилото зад облаците. Синилото е тука и од секогаш било и ќе биде, а облаците, ако сте наблюдувале облаци, а многумина од нас наблюдувале, можеби и како деца, а можеби и се уште, доаѓаат и си заминуваат. Во НЛП, например, внатрешниот диалог се нарекува internal talk track или несвеснен, но крајно влијателен, и во субмодалитетите од внатрешниот разговор, како го слушаме внатрешниот глас, дали е гласен, дали е близок, дали е студен, дали е критикувачки настроен, го менуваме тонот, ритамот, бојата, а со тоа ја менуваме и неговата моќ и, уште поважно, влијание кој го има врз нас. Ако сте дел од негативните внатрешни интерни разговори кои ги водите со себе си, како не можеш, ќе погрешиш, досадна си. Ако овие гласови се постојано присутни, создаваат ментална храна со многу ниска вредност. Тука има широка можност да работиме со различни техники за да се промени контекстот и значењето со самото тоа што ќе промениме вредноста на храната која на себе си ја даваме. Кога ќе се појави негативен глас, може да внесеме нов стимул, може да влесеме длабок здив, нова слика, нов гест, за да го пренасочиме. Но подобро, за конкретната ситуација можеме да му шепотиме со љубов, не со отпор. Кога научив да гледам во сопствените мисли, наместо од нив, сватив дека јас не сум тие. Само сведокот остана. Во најголемите внатрешни бури, кога мислите ми кажуваа ќе паднам, нема да издржам, тивко седев и си го прашував гласот. Чи си ти? Од каде доаѓаш? После упорно прашување, сватив дека многу од овој муабет не беше мој. Беа гласови на страв, гласови наследени од предците, гласови од, можеби, учители, гласови од медиуми. Јас сум нешто многу подлабоко. Кога се предадов, тишината ме препозна. Застани за миг. Престани да правиш што и да правиш. Седни ако можеш или уште подобро, легни си. Опушти се. Земи неколку длабоки вдишувања. Замисли го својот ум како небо. Мислите се облаци. Некои се светли, некои се темни, некои се брзи, други се тешки. Но сите доаѓаат и си заминуваат. Гледај ги, наблюдувај ги. Ти не си мислата, ти си небото, ти си синилото. Она што е помеѓу и позади мислите. Какво ослободувачко сознание, зарам не? Шепоти по мене или во себе. Моите мисли се мои алатки, не мој господари. Јас сум сведокот, не сум вревата, не сум џагорот. Јас сум тишината под споровите. Безкрајното синило под облаците. Остани неколку минутки тука. Само сведочи. Ништо не треба да менуваш. Само види се себе си како бескрајно синило.
Интересно, зарем не? Маnomia коша е дел од патеката. Прекрасно е да ја запознаваме, за да таа нас не води. Ако ти давам домашна, ќе ти речам: секој ден запиши што најмногу мислиш и што најмногу чувствуваш. Обележи кои мисли и кои чувства се репетативни, кои се критични и дали се твои. Исто така може да ти дадам и вежба со внатрешен критичар. Затвори ги очите, замисли го критичниот глас, дај му форма, човек, животно, звук, што прво ти дојде. Прашај го: што се обидуваш да направиш за мене? Која е твојата добра намера? Заблагодари му се за неговата грижа и понуди му нов начин. А што ако ми зборуваш како пријател, како со свое чедо? Прашај го. Ова е почеток на внатрешно сојузништво. И толку сум возбудена да ти почеститам ако почнеш ова да го практикуваш. Маnomia кошата е дел од патеката. Мора да ја запознаеме за таа да не води. Мислите се тука, но ние не мора да бидеме во нив. Можеме да бидеме над нив, под нив. Едноставно да сме сведоци што ги гледаат како облаци кои минуваат. Следната епизода ќе не одведе уште повладоко, во винџања на Маја Коша, висшата интелигенција, интуицијата и будхи, способноста да гледаме со вистинско разбирање, без просудување. Подгответе се за средба со вашиот внатрешен глас на вистината. Благодарам што влезе во просторот на умот. Ако оваа епизода ти донесе јасност или мир, сподели ја со некого што се бори со внатрешна врева. Запомни, твојот внатрешен глас може да биде твојот најголем сојузник, ако научиш да го слушаш и раководиш со океанска љубов и за највисоко добро. Дороти.